Добро вечер и добро дојдовте во втората емисија на Границата на непознатото, заедно со мене и 30 Family и со Надија. На почеток, Надија, како што е ред, сите почнуваат подкастиве со спонзори милиарда, имаме еден, единствен, главен и неповторлив. Велур. Кажи нешто повеќе за нив. За нив, за Велур, само најдоброто место што може да ги направите ноктите за сите вас женски, каде што и машките може да земат ваучери, тоа специфично, и да ги усреките жените. Да бидат среќни, расположени, да немате проблеми во врската, бракот и партнерскиот живот и како сакаш наречи го. Океј. Знаете кај да дојдете за недобрите ногти во градот, а сега да идеме на главната тема и причината зашто сме денес тука. Ќе зборуваме денес за ладните убиства, за ладните случаи, или како што јас милувам да кажам, некои случаи не завршуваат со апсење. Некои убиства остануваат без убиеци со години, некои семејства со децени немаат одговори, нивните најблиски, некои пронајдени, некои мистериозно исчезнати, не знаат што се случило со нив. Семејствата чекаат дека можеби некогаш нешто ќе дознаат, нешто ќе се случи, ќе има некој новитет во случајот и промена, меѓутоа не доаѓа до тоа. Нада што последно умира. Така. Вечерва навлегуваме во светот на ладните случаи или случаи кои што се нерешени убиства. Ќе зборуваме за исчезнати лица, за истраги кои што губат докази и ќе разговараме за тоа како е можно некој убиец да исчезне без трага. Има неколку случаи, ќе разговараме за нив. Најглавно прашање што би сакал да го одговориме, дали полицијата понекогаш знае да направи фатална грешка во текот на некоја истрага? Да, 100%. И колку случаи низ светот можеби никош нема да бидат решени? Па прво, да, полицијата, сигурно сум дека прави многу грешки, зашто не сум добро на крај на денот, пак сме луѓе, ама тоа може многу да наштети во ситуација или на човек, не е важно. Што беше второто? Говорив. Второто прашање? Да, второто прашање. Колку случаи низ светот нема да бидат решени, но тоа поеќе како констатација го кажувам нешто што е констатација, да. Ќе остане нерешено. Прво да објасниме што е ладен случај. Ладен случај или нерешено убиство е истрага што нема доволно докази, нема осомничен, нема извршител или нема напредок во истрагата, туку нели само да кажеме се наоѓа телото на жртвата и нема докази. Сега дали е тоа многу добро испланирано убиство, дали е тоа сокриени докази, дали е тоа изгубени траги, останува или се уедно, останува да видиме. Ќе разговараме најпрво за Џек во Англија, во Лондон. Непознат убиец што ги убива постари жени во сиромашен кварт, Вајтчепел, и буквално до ден денес останува енигма како се извршени тие убиства. Нели има теории дека можеби е човек од соседството. Мал проблем, раскажувај за Џек. Па за Џек има толку многу теории, толку многу измислени приказни,
што Персија, тоа е никогаш мери. нема да знаеме дали се точи. Мислам, толку години поминале од тогаш. Тоа кога било 1800? 888. Да, 1888. Така да, според мене и сега и за џабе да го барат. Види, реално не можеш да го бараш, ама Па не можеме останал воопшто како случај кој што е голем пример за вакви ладни случаи. Нешто посвежо од 96-та е убиството на Џон Бенет Ремзи, на 6-годишното девојче што е пронајдена во подрумот. Знаеш за тој случај, така? Не знаеш за Џон? За тој не. Пронајдена е мртва во подрумот на семејната куќа. Ама има неколку теории сега. Ден денес не е решена со моите последни сознанија. Останува мистерија. Пронајдена е дома, во подрум. Во нејзин дом? Во нејзин дом. О. И има као некој заканувачко писмо нешто. И тоа е единствена трага дека е нешто извршено од надвор. Другото се води кон семејството. Али до ден денес останува мистерија што се случува со ова девојче. Тоа дека надвор била или дека надвор се случило убиството? Надвор демек се случило убиството и некој го бреќа телото. Па добро, пак може да е фамилијата. Тоа е надвор. подрум кој што не е класичен подрум, туку е као помошна шупа. А, И има и филм баш на тоа. само. Да. За Зодијак знаеш. Да, Зодијак знам. И тоа е нерешено. И страшно. Тоа е проише крипи. Па да. И како е можно да е толку нешто мистериозно, да имаш толку докази и да не можеш да го решиш тоа. Мислам, ти праќа писма и ти се заканува медиумски и буквално тука ти е пред очи цело време, а не знаеш која. Може да знаеле, а сокриле. Има и таква опција. Не знам. Иако вика дека не знам. Реално да. Се поставува прашањето како е можно некои убиства никогаш да не се решат. Тоа е добро прашање. Па, Што според тебе мислиш дека е пресудно за тоа? прво, за многу убиства, првата причина зашто не се решаваат никогаш е поминува многу долго време. После одреден период на време, не знам колку години е точно, да не излажам, ама знам дека после одредено време, ако е исчезнала личноста, само ја прогласуваат мртва. Бидејќи ја нема долго време. Добро, да, за тоа да, окей. Да, и прво е тоа, дека поминува премногу време и никој нема да се зафати да реши убиство пред години. Сега баш ми текна еден, тоа се два случаи мистериозни. Едниот е тука кај нас се случува во Србија. Мислам дека е пред 5-6 години, сега не знам точно која година е. Матијас, дечко од Хрватска, доаѓа на забава во Србија и буквално го има на камери само како трча и на крај исчезнува мистериозно. Па после некој време го наоѓаат во вода удавен. Мислам дека го знам, ама дали е тоа со хотел бил во некој хотел? Не. Тоа друго. Ова на журка биле многу годишна. Буквално го има на камери како да бега од нешто. Као да се плаши, гледа позади него и само трча. И во еден момент исчезнува. И сега имаше снимки као демек гледа ти стрел, па не знам што како. Али еве, до ден денеска за мене е мистериозен случај. Затоа што го најдоа мртов, па не знам, се удавил во вална вода, Имаше уште се еден тоа таков, мачкава реп. имаше уште еден таков случај со некој дечко, не знам сега каде точно беше, ама знам дека бил на одмор со другари, у хотел бил и од
лобито, таму, кај рецепцијата, од таму само почна да бега и оди бега и оди на кај шумот. И исчезнува. Го знам јас тој случај. Никогаш не го. И ден денеска никој не знае што е. Види, тоа е поише нешто што е поише мистериозно. Тоа е што. Знаеш, не е убиство, тука е нешто поише за поише мистерија е влезено во тоа, повеќе крипи. Што мислиш, дали медиумите помагаат или поише уништуваат некој случај за да се реши? Мислам дека може многу да помогне, зашто има многу луѓе што ќе се од чиста досада можда ќе се зафатат толку многу да истражуваат и да пренаоѓаат и ќе имаат многу добри теории. И ако никој знае да го искористи, тоа може многу да помогне. Да, види, медиумот колку може да ти помогне, толку може да ти одмогне. Тоа да. Затоа што знаеш некојаш и многу докази ги покажуваат јавно пред да пред да треба да кажеш нешто, па тука може малку да затешка работата. Да, но главно мислам за убиство, пример. Мислам дека можат многу да помогнат, ама не ги користат толку многу. Искрено не ги користат за да помогнат, а пример за Повеќе име за клик. Не за луѓето што пренаоѓаат, туку да кажам Зборуваме за полицијата. Да кажеме да ако полицијата истражува некое убиство мистериозно и па колку често мислиш дека полицијата се фокусира на погрешен осомничен? Но доста често. Тоа го имаме видено и случај. И исто така, се знам дека е долг процес и се тоа. Додека збориш сама режија, дај оне сосчето за чипсата му. Знам дека е долг процес за да се дознае ета кој е убиецот или што воопшто се случило и се тоа. Ама Фала ти. има многу случаи каде што буквално на медиумот веќе сите знаат, да се каже. Ама никој не го гледа тоа баш. Види, има случаи реално кај што може да помогне, ама многу пати ја мислам дека одмогнуваат сакајќи да добијат баш тој кликбейт, таа гледаност. Ете како случајот со малава Даница од Србија, што беше? Даница, мислам дека се викаше девојче. Даница се викаше на девојче што го кажа. Као деме првично 2-годишно девојче, да ме гудира кола, па ја нема, па се губи трак, па ја видува у Шведска, па не знам каде. И сега за пред некој ден да гледам дека е негде најдена на некој сајт за деца. Каде што се препродава или не знам што се случува со деца. Така да полицијата многу пати знае нешто, ама ете. Дали совршено злосторство може да постои? И дали постои совршено злосторство? Совршено. Што би било совршено? Тоа прашувам. Дали постои совршено убиство или не знам, злосторство некое? Да е буквално направено без грешка да не можеш да најдеш кое што е. Можно е. Мислам дека е можно, ама треба стварно добро да е сето испланирано, зашто не е некоја мала работа. Воопшто, така да можно е, ама мислам дека како луѓе човек не може да го изведе до крај. Апсолутно. Технички може, еве да збориме фактуално може, ама у реалноста мислам дека нема да може. Ќе се најде нешто. Посебно денешно време со се што имаме, мислам дека дефинитивно ќе се најде нешто барем. Без никаква некој трага. трак. Без никаква трага не е возможно. Види, понекогаш стварно постои случаи кои што не дека не може да се реши затоа што нема некои докази, туку едноставно поради грешка. Да. Многу пати убиец е на слобода, а невин човек лежи. Имаме такви некои случаи. Случајот на Симпсон од 95-та.
каде што обвинителството прави грешка и невин човек е осуден. Има многу такви случаи. И да, имаме случаи за Central Park 5 со 5 тинејџери. Буквално и ДНК доказ покажува дека немаат никаква допирна точка со тој некој случај на убиство, а се осудени. И не ги пуштаат? После тоа се пуштени покасно, ама на почетокот се Барам тоа. се осудени. Али знаеш како? Многу пати притисокот на полицијата и на самото судство на обвинителството знае да направи притисок. А во врска со некој случај, имаме и ние такви случаи во Македонија од неодамна. Тоа се некои нерешени убиства или можеби убиство кое што се случува, меѓутоа од небрежност, од невнимателност и се осудени на превисока казна. Обично не сакам да зборувам многу за нас тука, да се фаќам со нашето обвинителство. Си имаат емисија каде што тоа се решава, претресиме тука со Ландовки си ги реши тие работи. Он си ги тера тие да нема чепкаме ние неговата. Ке реши да. Што мислиш за исчезнати докази? Знаеш, многу пати се случува во самата полициска станица да исчезнат докази со ДНК, да исчезнат предмети од некој убиство. Дали е тука полицијата вмешана? Ако Дали е веќе тоа синџир некој? ако веќе ги има доказите земено, па да ичезнат, нема кој друг. Човекот внатре. Па сигурно нема да влезе некој баш да ги украде, мислам, во толку заштитено место. Има случаи кога влегуваат и луѓе од надвор, знаеш, може да се случи. Може, ама кога веќе ги имаат и покажани се тоа. Колку човечката грешка може да направи некој пресврт во некој убиство? Зборам во самиот процес на истрага. Па многу. Многу. Може целиот прогрес што го има да направено да го уништи една грешка. Толку сме способни. Да не се задржуваме на Македонија, да гледаме општо малце глобално, да Не па општо општо збориш. така луѓе. Да, малце да избегнеме темата Македонија. Не па општо дека како луѓе на наша грешка може да се... Дали полицијата понекогаш крие грешки? Тоа е прашање што реално мора секој да си го одговори пред било кој случај, да биде јавно објавен. Дали мислиш дека многу пати се случува полицијата да сокрие сопствена грешка само за да излезе као јас направив нешто Да, добро, ама да, 100%. 100%. Мислам, ние вака знаеме, мислам... кај е тука да направиме. правдата? Епа, нема правда. Нема правда. Посебно такви луѓе што се да ја да направам добро да сум она и намерно ќе сокријат се тоа, ќе уништат нечи друг живот. Ама не ми е важно тоа, не важно они да се стават први. Знаеш, многу пати ми се поставува прашањето, ајде време поминало, технологијата иде напред и ДНК анализите сега се многу подобри, попрецизни да кажам. Зошто не ги користат да решат некој стар случај? Па, тој делот што спомнав прво, дека премногу време поминува. И нема да се фатат за тоа кога па скоро секој ден има нов случај. Секој ден има нов случај. И сега приоритетно е по-новиот да се реши побрзо. Види, ова е поише прашање, ама тоа е и некаде мој став. Мислам дека многу пати системот само гледа да затворат некој случај, без да
се замара да ја најде вистината. Па тоа, некаде да се замарат. Некаде. Нешка, ајде да го решиме убиствова, да тој е крив и терај понатаму. Баре нов. Па тоа и тоа е делот што секој пат има некој нов случај. И сега пак е по-приоритетно поновија да се реши, ако има шанса да се реши, да се среди, ако пример, ако некоја личност исчезнала, па побрзо да ја најдат, него ли некој случај што бил пред не знам колку Како е да, еве нека е пред 10 години. Нели заслужува тоа семејство да ја знае вистината? заслужува, ама не гледаат. Нешка, еве, не знам, некој го утепал некој мој близок, зашто да не ја знам вистината и после 20 години? Едноставно, знаеш, нема да вратиш нешто, таму добиваш на мир. Па да, ама они не го гледаат тој дел. Немаат енергија или желба, било што за да го гледаат тој дел. За Секој случајови повеќе буквално право, него ли емпатија. Апсолутно. Така да. Знаеш како? Најмистериозно секогаш у некои дела ми е кога исчезнуваат докази, кога исчезнуваат снимки од видеонадзори, кога исчезнуваат, не знам, луѓе инволвирани во самиот чин. Како, еве ќе кажам како пример убиството на Кнеле во Србија. Буквално камери пред врата се изгасени и нема снимки. Тоа е хотел кој што бил сниман 24/7 и буквално од тој саат време нема ништо. Не се знае никој ни кај. Тоа е наврно било. Знаеш колку случаи остануваат така нерешени поради вмешаност на влијателни луѓе, поради криминални групи и кланови. Некако полицијата како да не сака да си ја работи во целост работата кога е под влијание на некои луѓе, знаеш. Па да. За жал е така. И они се плашат. Исчезнувањето на Медлен Меккен, го знаеш тоа? На кој? Медлен. Тоа е предизвика баш буквално бура. Човекот само исчезнува, нигде го нема. Тоа е 2007-2008 година. Буквално само исчезнува и никој не знае ни кај, се крена прашина, као демек медиуми нешто направија галама и остана на тоа. Никој не знае ни кај, ни што е, ни зашто е. И мене, барем најак случај, мораше тоа да го имам, Диби Купер. Тој ти е Со авионот. човек што киднапира авион. Го знаеш што случај? Да, го знам. Тоа ми е нешто најако. Буквално го киднапира авионот и само си зима парите и исчезнува. Буквално не знаеш Тоа е кај. многу интересно. Тоа е многу јако смислено како го извел тоа. И многу лесно го извело тоа што Влегуваш, зимаш, скогаш се Да. подобран и никој не знае кај си. Мислам, да не кажам браво за него, ама стварно мислам. па реално, Долга. реално. Ние имаме еден таков случај кај нас тука. Ама пак, знаеш, не сакам да се чепкам многу со нашава држава. А имаме случај таков од НЛБ Тутунска банка, тоа беше јавно, мислам, не е нешто што ја го чепкам, тоа е јавна тајна. Сам се знае. Нема за Човекот си влегува во трезорот, си ги вади парите и не знае кај се. Си лежи затвор. тоа. Имам се прашање дали некоја таква ситуација која со Девид Купер би можела денешно време да се изведе. Денес може мислам полесно да се изведе тоа. Полесно. Да, Со сета технологија што со се што има. Полесно затоа што баш таа технологија има, знаеш. Можеш да искористиш. Мада мислам дека никој нема таква доблест, храброст. Тоа е храбро и дрско во исто време да го направиш.
буквално Па и треба доволно паметно. полициски авион да и си имаш парите да те снема. Дали доказите случајно исчезнуваат? Не, никогаш не е случајно. Не Што може. мислиш, кој може да е инволвиран од такво нешто? Па или самата личност или повеќе ако нешто направи. Блиски соработници што помагаат или самите истражувачи, полиција како Види, реално ја мислам дека и корупцијата игра голема улога овде. Во некои случаи кај што стануваат ладни убиства и нерешени, баш мислам дека една од главните причини е тоа. Корупцијата игра голема улога и како да го кажам тој момент, мене тоа ми е болно кога во некоја таква професија се меша профитот и па секој се мислам меша. на што е жално. Доста на толку многу случаи нерешени. Збориме за случаи надвор, а колку има и тука кај нас на Балканот или во Македонија што остануваат нерешени енигма и како било, што било, зашто било ден денес. Се за пари? Па да, знаеш како, еден од најмистериозните случаи што за мене ќе остане е можеби Смилковско езеро. Никој се судат некои, меѓутоа никогаш ништо нема да знаеш вистината. Не го знам тоа. Не знам за Смилковско езеро. Таму ден пред Великден се убиваат 5 млади момчиња. Тоа е која година? 2010 или 12? Тој период, прилика. О? Тоа не го знам. Да. И као најдени се извршителите, ама секогаш ќе остане енигма, знаеш. Дали мислиш дека вистината секогаш излегува на виделина? Знаеш, ја се движам по една теза, ништо не може да остане сокриено. Па да, тоа сакав и да кажам. На крајот секогаш вистината се дознава. На било каков начин. На крај може да е теорија што некој е кажал, на тоа ќе е вистината. Пак ќе излезе, зашто не знам. Едноставно секогаш излага на било каков начин. Мислам, може и со години да лаже некој, ама пак ќе се дознае. Вистината кад-тад излегува на виделина. Барем јас така мислам и се движам по таа теза. Одрежи ја мафтата. Види. Ова е тема која што чисто само сакавме да кажеме за ладните убиства. Што се ладни убиства и некои примери за нив. Чисто да направиме моабет колку полицијата е корумпирана во нашата држава. Одрежија, не умреа. Колку полицијата е корумпирана или не е корумпирана во некои случаи. Не сакав да збориме за Македонија и Балканот, а пак се задржавме на таа тема, али знаеш нешто ти е блиско, па некојаш е пубаво да збориш јавно за некои работи и да навлечеш гнев на себе, барем си кажал. Да, после ние ќе сме криви. Да, како и да ќе бидеш крив, али знаеш како? Ова е границата на непознатото. Тука ќе се дознаваат многу работи.
И ние ќе видиме тие што ќе зборуваме на многу теми, како што кажавме, ќе разговараме за некои теми, некои поубави, некои полоши, али се е тоа границата на непознатото. Ја што би рекол, најстрашното кај ладните случаи можеби не е самиот чин на убиство. Повеќе би рекол дека е тоа што ете тие семејства ќе останат со години во некоја енигма или во некоја тага за тоа што нивниот случај не е решен. Па да, понекогаш и не знам, мислам ние како луѓе секогаш се привлекуваме за тоа што не знаеме, сакаме да го знаеме. И тоа е се супер, ама понекогаш некои работи не треба да ги знаеме, изгледа. Па можеби, али знаеш, во тие случаи фактот е боли што некаде убиецот шета слободно. Виновникот за тоа дело си шета слободно и Да, ама не го знаеме. тие тоа. како семејство не ја добиваат правдата. Но не го знаеме тоа. За кое? Па дека ете слободно се шета. Може да не се шета слободно, може да не се шета воопшто. Можеби седи дома, али како и да е на слобода, Не добро, да. не го ама- знаеме моментот дека е уапсен. Останува нерешено убиство. Никош не дознаеш кој стои позади тоа. Да. Тој момент ама- е тоа што јас кажам дека Не, освари разбирам. боли. Разбирам дека сигурна сум дека и тоа многу боли, но може и во тоа некој вид мир да се најде. Само пак разбирам дека ќе е многу подобро да се знае, ама може да се најде тоа мир, затоа викам. И во тоа што не знаеме, понекогаш само подобро е да не знаеме. Така, јас само ќе кажам како за крај, некои случаи не умираат. Само чекаат да бидат повторно откопани. Се надевам ке, ама Ке. ке се откопаат, ама Ние се надеваме дека оваа емисија ви беше интересна и дознавте нешто за повеќе за ладните убиства, што е ладно убиство и кои убиства се сметаат за ладни убиства. Тоа ни беше поише као целта на емисијата. да. Се расприкажавме малце поише и на пошироко, али како и да е. Ова е гласот на вистината, тука е вистината, тука ќе ја зборуваме и во иднина. Границата на непознатото е секогаш тука, така да ние сме со вас. За крај имаш нешто да им кажеш? Фала ви. И тоа немам ништо друго. Да, Сам фала ви што ја изгледавте оваа емисија. Оставете коментари што вие мислите за ладните убиства. Оставете коментари, предлози што сакате следно да гледате. Јас ви благодарам на вниманието и се гледаме у наредна емисија. Поздрав!